Еве сме вака на третиот ден од кампањата, на една средба со граѓани во овој месен комитет, од каде што очекуваме една од најголемите победи во општинскиот комитет Ѓорче Петров, со тоа да се постигне еден домино ефект. Ако победиме во Ѓорче, нормално да биде убедлива победата и во целата изборна единица. Овој пат сме одлучени заради сите оние прашања кои што ги засегаат сите граѓани и самата држава да имаме еден убедлив триумф. Сметаме дека 10 пратеника во изборната единица 2 се сосема разумен минимум и нешто под кое не треба ни еден од нас да отиде. Јас нема да должам многу, само би сакал да ви кажам дека гордост ми е што сум и јас кандидат на таа листа и што потекнувам од ова место. Голем дел од вас сте ми соседи, заедно сме работеле, сме поминале низ многу нешта заедно, низ многу предизвици, а јас сакам да ве уверам дека како Бојан Стојановски, како личност, никогаш нема да ве разочарам и никогаш нема заради мене да идете со наведната глава како што некој наши сограѓани или наши сопартици идат од Бевчани, од Охрид или од другите градови на Република Македонија. Заедно сме поминали низ многу премрежја, приватни, партиски, сме победувале многу пати, неколку пати сме изгубиле, ама секогаш не диференцирало од другите или не обележувало една сложност, една сила и една национална освестеност која што овој месен комитет ќе биде најсилна него било каде и во Ѓорче Петров, а сметам дека во изборната единица 2. Како носител на листа, за прв пат во историјата и како подпредседател на партија го имаме Владо Михајловски Кендо. Човек за кој што навистина не треба да се објаснува или да се представува посебно, човек кој што ја градеше целата држава и човек кој што сега ќе добие шанса во наредната влада која што ќе ја составува ВМРО ДПМН и премиер ќе биде Христијан Мицковски да ги реализира сите оние проекти кои што досега сме ги имале, досега ги мачеле нашите сограѓани, не сме успеале во изминативе години да ги решиме. Навистина на моје задоволство тука е и Нате исто од нашето населено место, нашиот месен комитет. А тука е и Рашева, која што можам да кажам дека е ѓорчевска снага и дека комплетно има преземено ДНК-та на Ѓорче Петровци, така да ќе имаме уште еден човек кој што ќе биде од кај нас. Толку од мене ви благодарам што дојдовте, сега би ја само ли Рашева да кажем некој збор. Добар ден на сите. Не е прв пат да те гледаме и драго ми е поради тоа. Јас нема да должам премногу и нема да ви ширам политички флоскули за она што се случува во периодот. Што и да кажам, вие сите знаете што се случува во претходните 3 години. Што и да ви кажам, што и да си кажеме, чувствувате одзнатре што се случува во претходните 3 години. Со сите мани на ВМРО ДПМН и владењето на оваа партија, ВМРО ДПМН е единствената државотворна партија во Република Македонија. Три години ветуваа се и сешта. 3 години не испорачаа ништо. Јас не знам како тие се движат меѓу граѓаните и што сега зборуваат. Меѓутоа, јас можам да ви кажам ово. Не оплячка и не пеплота. Се обидуваат да не обезличат. Се обидуваат да не избришат од историјата. Се обидуваат да не избришат од учебниците. И стигаме до 15-ти. И треба масовно да се излезе на гласање. И треба да се добие државата во своји раце. И за тоа сме тука да ве повикаме. Јас знам што ќе биде следната игра. Следната игра ќе биде има пандемија. Не излегувате, плашете се, ќе има болест. Но пандемијата нема да заврши по 15 јули, ќе продолжи понатаму. А доколку не излеземе масовно на гласање, веќе сме сите мртви. Па зарем ќе шепотиме на македонски кога зборуваме со своите деца. Па барем на жив час ли ќе не тераат да си палиме свеќа, како да сме умрени. Ќе излеземе масовно на гласање и ќе си ја земеме државата во своји раце. Тоа ви ветувам. Ова ќе биде голема победа. Ова ќе биде победа која што ќе се памети и која што ќе се раскажува. Ние нема да ја земеме власта и државата во своји раце, за да оставиме куќи полни злато на децата. Или не знам си какви возила или лажни титули, што се за нив битни. Ќе им оставиме достоинство и гордост. И она што ни е највредно. Земјата, Македонија. Ви благодарам. Носителот на листа Владо Михајловски Кендо ќе ве молам. Јас сум горда Ај здраво живо на сите, ајде ги поздравиме новите пратеници тука што се. Фала ви
многу од срце што дојдовте. Јас сум дома тука кај вас. Се чувствувам приво. Поминавме многу заедно, знаете сите. Поминавме и тешки мигови. Ја нема ви заборавам што ни помогнавте за локалните избори. Ја нема да заборавам што ни помогнавте за претседателските избори. Ја нема никогаш да заборавам тоа што го правите сега. И не го кажувам ова колку да ви се допадно, го кажувам во камера и после тоа пак повторно ќе дојдам тука со вас. Јас сум имал повеќе функции во животот, знаете и вие, сум бил министер, претходно сум имал други работи, поврзани со власта, се разбери со локалната и со државната, со централната. И не патам да бидам функционер, ви кажувам отворено, а имам такво некое чувство што многу луѓе треба да им се помогне. Предпоставам, многу добро ќе ме разберете. И не треба да заборавиме никој. Не треба да заборавиме никој, поготово на Бојан секогаш му викам, му оставам еден аманет, сите луѓе што доаѓаат, што не поддржуваат пособено, никогаш да не ги заборавиме. Се разбери сите граѓани што ќе гласаат за нас. И оние што нема да гласаат за нас. Ние не мразиме луѓе, ние не сме како нив. Гледате што се случува, гледате сакаат да не уплашат, да идеме на терен, да престанеме да си ја тераме онаа задача што се имаме во срцето. Јас тоа нема да никој да успее да ме запута, како да ви кажам. Поздравите ги до цело Ѓорче, видете колку сте само тука во едно место. Тоа значи дека Ѓорче Петров и ВМРО ДПМН е најпатриотското место, најдобрата општина во Македонија, дека не ми се најдете некој, сепак е тоа моја општина. Прекрасна е цела изборна единица 2, но ве замолувам да го направиме најголемиот резултат тука во Ѓорче Петров, па додекне во цела Македонија како се сака Ѓорче и како се сака Македонија. Даме Груев е бастион на ВМРО ДПМН. Бастион. Но имаме и грешки, мора да си ги признаем. Јас ги признавам тука пред вас. Не сме направиле, сме заборавиле некој патче, сме заборавиле некој ветување. Не стоиме гордо исправено, да се видиме со луѓето, да разговараме, но после да им помогнеме. Овие ништо нема да им помогне. Ке поминат годините, еве гледаме 3 години помина, ништо не се случува. Не да Боже да добијат уште еден мандат, ништо нема повторно да се случува, но они ке се наполнат со нови торби и ке се заборават граѓаните. Ајде сите заедно да го смениме тоа, знам дека е тешко на дистанца, се гледаме, на дистанца разговараме, пандемија има, но да ги замолиме сите да излезат да гласаат. Ја ве замолувам вие да го проширите сето ова. Знам дека можете, знам дека сакате. Едно време бевме помалце, сега сме многу, најмногу и видиме уште повеќе. После 16 да дојдеме тука и од Даме Груев да почнеме да славиме победата во цела изборна единица 2. Игор, те држам на збор тоа да го организираш и да одекне во цела Македонија дека ниту еден човек што ни помогна, ниту еден човек што ќе се приклучи и ќе ни помогне да не го заборавиме. И после 15 повторно да дојдеме во овие средини да разговараме со вас и ниту еден од овие пратеници да не го исклучи телефонот, да заборавиме дека сме во власта или да летнеме со мислите и со главите. Јас вчера бев во едно друго населено место, имав да посетам неколку семејства, видов што значи и некои сиромашни граѓани да се мачат овие години. И добро е секој политичар често да поминува во такви средини, да се спушти на земја и да знае што е нормално. Зашто ние работиме за нормалниот човек, работиме за секој еден од вас, за секој еден што живее во нашето населено место. Штом сте одвоиле време и сте дошле тука, ви се поклонувам и благодарам и да победиме луѓе. Кога имате прашања, критики, забелешки, повелете, ова е сепак отворена дискусија, сепак да задржиме дистанца и со маски. Ви благодарам уште еднаш. Повелете ако има некои прашања. Едно прашање до господја. Значи, и минатиот пат сакав да ја прашам, ама не успеав. Значи се чудев, јас ја немам во живо видено по телевизиите на таму. Што сила е, што жена е, што находиш што толку од неја да се плашат. Само тоа се плашат. Кога ми добидов една прекрасна дама, што се плашат луѓе? Луѓе драги, тоа беше работа. Данес ја не викам некоја каратисти дали нешто друго. Од што и се плашат да жена? Кога гледам прекрасна жена, убава жена. Убаво кажете, се плашат од прекрасна жена. Тоа е работата да иде на тоа.
А за вас имам прашувано кој пати кога сме држали некогаш по општински, по ваму, по таму. Да си достоите на зборот, ова што кажувате сега. Да се видиме и по изборите, ние ќе победиме, тука нема дилема дека ќе победиме. Ќе победиме, ќе формираме влада. Ама, да не чекаме наредните кои ќе дадат избори, пак да се гледаме. Ја верувам во вас, верувам во луѓето. До сега ваков состав на кандидати за пратеници и за функционери не сме имали. Искрено кажано не сме имали. Не ви правам лице пред това. Знам дека не преш лице, никош не си ни прав. И затоа, ете ве, поздравувам. Фала ви што јавте и да дојдете пак и по избори и пред избори. Ајде да ти одговорам сега за Рашела. Ајде ти одговорам. Во името на дама. Издржам многу, ќе издржи уште многу. Само толку ќе ви кажам. Видо една жена да ја нападнат, но испаднат поголем маш од цела влада заедно. Толку само ќе ви кажам. Во моментот така. Или да не се навреда дамите, најголема жена. Со полно срце за Македонија. Најака, најака да. А за мене, знаеш кај живам у секој време, ако не дам јас, не дојде кај мене. Само избегаваја пекарата да не настрава. Добро, некој друг ако има повелете слово. Ако нема вуја да победиме, може ли?